Земјоделците се незадоволни од третманот на новата влада и денеска од Струмичко дојдоа пред зградата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што го расфрлаа бостанот и како што велат, му го однесоа бакшиш на новиот министер. Производителите на бостан велат дека во минатите години 90% од бостанот кој го произведувале успеале да го продадат, а оваа година, поради ниската цена, нема да успеат да продадат ниту 40-50%. Станислав Појкиловиќ, производител на бостан од село Колешино, општина Новосело, вели дека бостанот им е при крај, а никој не дошол да ги консултира, да види каква мака имаат тие. Денеска сме очигледно тук имаме голем проблем со бостанот. Бостанот ни веќе при крај, а никој не дојде да не консултира, да види каква мака имаме ние на нивата. Значи, министерот 2 недели го повикуваме секој ден, приеме и штрајк доле у Струмичко кај нас, и затоа денеска дојдеме ние кај нашиот министер кој треба да се грижи за нас, да дојде уште еднач го повикуваме да дојде кај нас, да ги види нивите колку се жолти. Значи, како лимоне се жолти од лубениците. Таа година уопште не можеме да ги продадеме лубениците и цена имаме една мизерна цена од 2 до 3 динара нон-стоп од почетокот на откупот до крајот. Значи, таа година имаме некој просек од 2,5 динара по кило лубеница. Секоја година имаме околу 6 динара 7 просек. Продаваме го бостанот 90%, секоја година. Таа година 40 до 50% не може да го продадеме на прво место бостанот. И затоа тие 2 динара што ги кажуваат како субвенции од кило на нас нема да ни помогнат уопште, затоа што не може да го продадеме бостанот на откуп. Вели дека магацините воопшто не работат, а бостанот го даваат на купци кои го купуваат за многу малку пари и го разнесуваат низ Македонија. Земјоделците го повикаа министерот да се грижи за нив, бидејќи ги има многу. Јавноста доволно може да оцене дали треба помош на тај народ или не треба. Значи, не може ние сме уложили доле просек по 3-4 илјади евра, а да земаме по 1000 евра. Значи, што ќе правиме до крају на годината и следната година как ќе ја почнеме уопште? Нешто, работите ни се нејасни. Математиката уопште не ни одговара. Производителите на бостан апелираа до владата ако може да го обештети народот од декар, а не по килограм, бидејќи бостанот им останал непродаден.